Романот на Блаже Миневски, ако се родат некакви чувства. Прво, самиот наслов е многу провокативен. За какви чувства тука се работи? Ние, Гоце Делчев, оно историскиот Гоце Делчев, револуционерот, учителот, мислителот, големиот мислител на преминото 19-тиот кон 20-тиот век, го познаваме од историските читанки. Но овој Гоце Делчев, како што кажува, нели, самиот, да речеме, поднаслов е всушност роман за големата љубов помеѓу него и Јанка. По една прилика во Софија најдов на едно писмо во архивот во Софија, каде што Јанка Каневче пишува до весникот Дело, кој што тогаш го уредувал Пејо Јаворов, за тоа да демантира дека Гоце е убиен. Обично во Дело се објавувале информации лажни, дека Гоце Делчев е убиен, дека убиен е таму и таму, комплетно измислена информација, и таа праќа писмо, во писмото пишува: ве молам да го демантирате ова, затоа што Гоце Делчев е жив, таа била контакт со него, а доколку не го демантирате во следниот број, веќе да не ми праќате вестници на мојата адреса. Она го добивала на домашна адреса. Овој роман е всушност една визура, една приказна за големата љубов помеѓу Гоце Делчев и Јанка Каневче. Ние за нас знаеме што значи Гоце Делчев. Тоа можеме да кажеме дека водачот кој што сакаме да го имаме и го имаме дури во националната химна, го пееме дури во навивачките, го ставаме и во навивачките химни, кога одиме на стадион, кога одиме на надпревари ракометни, кошаркарски. Ама овој Гоце Делчев е поразличен и од оној историскиот и од овој меѓународот. Тоа е Гоце Делчев кој што зборува, кој што ни се открива преку оваа приказна на Блаже Миневски, како еден нежен, како еден страсен маж, како еден убав маж, кој што во тие дописки што ги има заедно меѓу него, што се случуваат меѓу него и Јанка Каневче, се покажува и како еден многу мек, како една топла душа. И тоа писмо ми се интересира зошто Јанка, например, реагира. Која е таа Јанка? Зашто реагира вака да се одбрани, например, Гоце Делчев, односно да се спаси вистината и да каже дека таа знае дека Гоце Делчев е жив. И тргнав од тоа писмо, направив една репортажа кратка. И после тоа почна да ме интересира тоа прашање. Многу малку се зборуваше во македонската историја, па дури и во кулуарите дека имал тој таква сериозна љубовна врска. А тоа било навистина сериозна врска, затоа што 3 години биле заедно. Таа имала 22 кога се запознале, тој имал 28. До 31 кога е убиен во Баница, фактички се заедно. Планирале неколку месеци пред да загине во Баница и да направат и венчавка, го известиле и неговиот најблизок пријател Михаил Герџиков дека ќе прават венчавка. Меѓутоа, он пред да замине му остава немо аманет, без да знае Јанка, се разбира. Доколку би знаела, можеби би се навредила, не знам. Меѓутоа му остава аманет, доколку тој загине, тој да се погрижи за Јанка, меѓутоа само ако се родат некакви чувства. И затоа мислам дека овој роман не само заслужено ги доби наградите што ги доби, туку и убаво обстојува и убаво се чита, и јас топло го препорачувам. Мислам дека ако се родат некакви чувства, дека тоа треба да биде книга која што треба да има секој во својата библиотека. Потоа тргна да се развива романот и почнав да ги собирам податоците, да видам дали има нешто повеќе. И така со години, можеби 20 години поминаа, се собираа материјалите, додека и романот не почна да се пишува, се додека на една случајна средба во Скопје не ја запознав правнуката на Јанка, односно внука од незината внука. Во 2020 или 2019, пред ковидот веројатно беше, ја запознав неа, Марија Герџикова, и таа ми ја раскажа потоа приказната, како дошло до тоа тој да го реализира оној аманет на Гоце, како се родиле тие чувства, како она се омажила за него, добиле керка Магда, после Магда добива друга керка Надежда, и таа Надежда ја раѓа ова Марија, кој што мене ми ги даде потоа материјалите. Ми се наметнува дали една љубов може да замени друга љубов. Значи, дали оваа љубов на Јанка и Гоце
односно оваа љубов што Јанка ја чувствува кон Гоце, може да се компензира со некоја друга љубов. Со љубовта што потоа таа ја развива кон Михаил Герџиков, инаку еден од најдобрите другари на Гоце Делчев. Керкета Магда, например, има напишано, ми даде таа, тогаш го видов тој дневник за тоа што и кажувала Јанка за Гоце, какви биле нивните чувства, како се договарале, што ќе прават после ослободувањето на Македонија. Тие се надевале дека брзо ќе дојде до тоа, иако Гоце пишува тоа во дневникот, бил скептичен дека ако се дигне пребрзо востание, дека ќе се направат многу поголеми штети за Македонија отколку корист. Од тој брак со Герџиков, Јанка раѓа керка. Таа керка раѓа своја керка. Незината керка раѓа своја керка. Зошто ја кажувам оваа низа? Бидејќи се создава една женска приказна, нели, од прабаба, баба, керка, внука, правнука, кој што всушност го чува споменот за Гоце Делчев. Си го постои прашањето како би можел да го конструирам овој роман. И единствено нешто што ми падна на памет, знаејќи како ќе се вика, ако се родат некакви чувства, тргнав од предпоставка да видам, да ги објаснам тие чувства, раѓањата на чувствата. Како се родиле чувства, дали се родиле, што се чувствата, чувството на љубов, чувството на среќа, на чувството на предаство, на љубомора, и сите тие чувства се обработени во романот низ таа приказна за Гоце и Јанка, низ таа нивна љубовна приказна, која што на крајот завршува, нели, со незината смрт, па со смртта на Герџиков, и така се затвора тој круг на таа љубовна приказна, на тие чувства. Гоце Делчев за нас е како Џузепе Гарибалди за италијанците, како Мајкл Колинс за Ирска, како Лајош Кошут за унгарците, како Вилијам Валас за шкотите, како Васил Левски за бугарите. Дали ако не се рода чувства, може нешто да постои во животот. И сватив дека без чувства нема среќа, а без среќа нема вистински живот. Ако постои чувства, постои среќа. И како подтекст на тоа, трансформирајќи ја, например, онаа дилема шекспировска да се биде или не, јас во романот се обидов да ја трансформирам во една не дилема, туку некој вид на аксиома, дека мора да постои чувства, односно или чувства или смрт.